Здраво Македонијо, вечерва краток стендап пред одличниот разговор со професорот Огнен Вангелов, поранешен член на Историската комисија со Бугарија и човек кој ќе објасни се за фамозниот втор протокол. Но пред тоа, малку петочна мода. Благодарам за присуството. Денеска темата се најавите за вонени избори, не знам по кој пат, после не знам по кој пат најавите дека нема да има редовни избори. Тоа е едноставно нашиот, за жал, премиер денеска, кој што апсолутно дава нестабилни изјави. Денеска темата вели биле најавите за вонредни избори, не знам по кој пат. Јас па сакав да почнам со темата колку добра кравата има човекот, портокалова со слончиња. Ама ако не се тема слончињата, да видиме дали барем меморијата на Жерновски е слоновска. Брза проверка? Не, за жал. Инаку немаше да рече, тоа е едноставно нашиот, за жал, премиер. Бидејќи некој друг алармираше дека имало мастер план за избори оваа пролет, која веќе мина. Лани во декември беа тие алармантни најави. Подсетување на оваа вонредна пресконференција на Филипче, на која ја извести јавноста дека Македонија е предадена и го кажа планот за предавството. Почитувани граѓани, ситуацијата е алармантна и затоа ја свикав оваа вонредна пресконференција. Работата е навистина многу сериозна. ВМРО ДПМН ја издаде Македонија. Сите овие изминати денови бараме да одговорат дали е договорен план за превземање мигранти, дали ќе им се дозволи и ќе им се даде престој, дали ќе им се обезбеди работа, дали потоа ќе добијат македонски пасоши, дали планираат да ги сместат во шатори или да им градат социјални станови. И како што гледате, одговор нема. Одговорот е јасен. Мигранти во јуни во Македонија. И сега е апсолутно јасно. Избори се планирани на пролет. Избори се планирани на пролет. И по моделот на Вучич, ќе има литиум, нема да има, сепак има, без да каже по изборите. Мицкоски сега со истата техника сака да го протне проектот Мигранти за пари. Сака да замачка очи на народот, да го изврши ова страшно дело, за поизборите да се обиде да си добие уште 4 години власт, за да има време да ги избрише трагите на една од најголемите измами што граѓаните на Македонија ја доживеале во својата историја. ВМРО ДПМН не може да дозволи пред избори народот да дознае дека ја издале Македонија. Избори се планирани на пролет. Се сеќавате ли новој легендарен вонреден прес на 11 декември 2025-та, кога Филипче објави дека Македонија е издадена, предадена, дека ВМРО ја предаде државата, ќе носи од Британија мигранти за кои постави дилема за обезбедување престој, работа, македонски пасоши, сместување јали во шатори или социјални станови. Дури и Вучич го спомна и некаков литиум, еден господ знае зошто. И иако беше демантиран од британскиот амбасадор за тие лаги за мигрантите, сепак реши да ја спасува Македонија и заклучи: мигранти во јуни во Македонија и избори оваа пролет, која веќе заминува. Имајќи предвид дека и изборите се одржаа и мигрантите дојдоа, да ја сместиме оваа пресконференција во незиниот вистински жанр. Избори се планирани на пролет. ВМРО ДПМН ја издаде Македонија. Мигранти во јуни во Македонија. Да им градат социјални станови. Избори се планирани на пролет. Пупките на гранчиња ке ни ги кинат, мигранчиња, Македонија е предадена, Венко ке ја спасува, напите се сите литиум за ова да ви влезе во ум. Венко ке ве плаши со фиктивни калаши. Голичи вака повеќе, нели? Туку. Главната поента ми беше дека Нато Елефанто Жерновски се грозеше од муабетите за избори на Мицкоски, а всушност тие од СДС ја почнаа темата со овие глупости уште лани. И премиерот само им одговара реално. Воедно, еве што точно рече Мицкоски вчера. Ние се влегуваме во втората половина од мандатот
и политички умно е кога ќе влезете во втората половина на мандатот да бидете подготвени на секакви сценарија. Ние сме кажале дека наша опција која што ја преферираме како влада е редовни избори во 2028 година. Но сме подготвени секогаш како политичка партија, доколку тоа опозицијата го бара, да излеземе на терен и повторно да победиме. Преферираме редовни, ама ако сака опозицијата, спремни сме и за предвремени. И што прави опозицијата? Кажува дали сака или не сака? Се уште нет. Нато Елефанто Жерновски сепак си живее во свој свет. Откако со месеци тврдеше дека нема да има превремени избори, вчера го слушнавме дека не само што ќе има вонени избори, туку ќе бидат многу скоро. Со месеци тврдел Мицкоски дека нема да има избори, а сега рекол дека ќе бидат многу скоро. Ај пак да се подсетиме, како изгледаше дебатата, ама реално со месеци наназад. Еве нешто од јануари оваа година, кога СДС уште ве плашеше дека мигрантите ќе ви влезат дома и ќе направат хаос. Дали се подготвува терен за предвремени парламентарни избори, откако опозицијата ја актуализираше темата, а власта ги предупреди да внимаваат што посакуваат. Социјалдемократите го вперија прстот кон владеачкото мнозинство, обвинувајќи дека престои тешка година во која, според нив, власта ќе се обиде да го манипулира народот со лажни и нереални ветувања, како што наведуваат оттаму. Вистинските намери на власта ќе станат јасни веднаш по завршување на изборите, кои социјалдемократите ги најавуваат. Зошто 2026 година ќе биде тешка по изборите се ќе излезе на виделина, тогаш проблемите ќе се решаваат со уште поголем проблем мигранти. Веќе гледаме дека и со се уште мал број мигранти, власта на ВМРО знам не е способна да обезбеди соодветна безбедност за граѓаните. Да се подсетиме само на неодамнешното демолирање на кампот за мигранти во Табановци или тепачката за Нова година на плоштадот во Скопје, тука сме каде што сме изолирани како црна дупка, вратите на Европа повеќе не се отвараат. Премиерот Мицкоски на новинарско прашање кусо одговори дека треба да се внимава што се посакува, бидејќи според него често пати желбите можат и да се остварат. Па јас не сум го слушнал тоа, дали спомнуваат, но понекогаш човек треба да внимава што посакува, може да му се оствари. И новинарот на ТВ24 си кажува која дига темата. Реакцијата на премиерот е: абе, пази што посакуваш да не ти се оствари. И вчера вели, втора половина на нашиот мандат е, кај да е за брзо ќе дојдат изборите. Та ете го Нато Елефанто да поентира само како што тој знае, без премногу логика и неоптеретен со кажување на вистината. Да чуеме, се разбира. Сакам да порачам уште на самиот почеток од име на СДСМ дека ние нема да видиме алиби за распишување на предвремени парламентарни избори, тоа мора отворено да го кажеме на сите граѓани. Аха, на старт уште да кажат дека мајка Бежанија никад не е плакала, односно нема да бараат избори. Тоа од старт го кажува. Јака опозиција која не бара избори. Нека си вели, добро си е вака, цареви. Ајде да видиме зошто не бараат избори. Дека не дојдоа измислените мигранти? Сега да ми објасниме на граѓаните накратко кои се вистинските причини зошто Мицкоски ита кон водени избори. Аха, разбирам. Вие не сакате избори, ама ќе објасните зошто ВМРО сака избори. Предпоставувам ВМРО е опозиција, па затоа и кон избори, а вие сте власт и кажувате не мора сега да има избори. Или не беше така? Се збунив скроз. Сака да распише избори за да ја скрие состојбата реална, тој дека имаме испразнет буџет, дека имаме испразнета државна каса. Ајде мајката, со избори се полнела касата или се празни? Како се крие всушност празна каса со распишување избори? И зошто некој би одел на избори со испразнета каса? Многу прашања, малку одговори и логика, но не е тоа проблем за Нато Елефанто. Но и неисполнетите ветувања, и кои што се разбира, оние што најмногу ги погаѓаат граѓаните, се тоа што расте сиромаштијата и што всушност во нашата држава имаме катастрофална економска состојба. Значи неисполнети ветувања, раст на сиромаштијата, катастрофална економска состојба. Тоа се причините да се оди на избори, ке каже умниот Жерновски. Уште мигрантите да ги спомне, кои се насекаде околу нас. Сакам да бидам уште појасен. Вистината е многу јасна. Кога нема пари и кога нема резултати, има вонени избори. Тоа е суштината. Ама како бе човек кога нема пари и резултати,
Некој од власта си рече, еј, па ова е супер момент да одам на избори да ги изгубам. А опозицијата па им вели, не бараме избори. Ако нема пари и резултати, ние нема да сме алиби за избори. Ова е легендарно. И инаку ова не е ни прв пат да велат од СДС дека немало да бидат алиби за избори. Се сеќавате ли кога свика Мицкоски на лидерска, а единствено Филипче од сите лидери на партија одби да дојде? Тогаш тврдеше Венко дека лидерската ќе послужела како алиби за избори. Како ќе послужеше, еден го спознае. Може би ни тој. Средба со криминалци нема да има. Нема средба за техничката влада. Мицкоски е во тесно, му се брза и бара алиби за распишување на предвремени избори. Средба со криминалци нема да има. Ова што се случува е сценарио кое што е смислено уште лани, кое јас и СДСМ го разоткривме и јавно го говориме повеќе од 2 месеци. Предвремени избори па мигранти за пари. Многу јака штикла направија. Не отидоа на лидерска за да не биле алиби за избори, иако на лидерската немало ни збор за избори. Дали се отвори темата за предвремени парламентарни избори? Не. Само толку? Да. Океј, и вториот дел од друго прашање ми е дали се отвори темата за предвремени парламентарни избори? Не. Кратко и доста јасно, ама упорни беа од Бихачка. Мигранти за пари, па избори. Сега, немало резултати, буџетот се клати, значи избори. Забавно е реално, затоа сакам да ги послушаме уште малку. Граѓаните живеат се полошо, стандардот животен е се полошо. Во секоја област буквално е полошо. Се е ужас, луѓе, ама тие нема да бараат избори. Сакаат веројатно да пати народот, бидејќи не сватил колку се добри. Нека трпи народот кога веќе сгрешил. Казна за народот, бидејќи не ги гласа. Поддршката за владата опаѓа, граѓаните секојдневно ги чувствуваат последиците од нејзините неуспеси, а разочарувањето расте и расте. Поддршката за владата опаѓа, разочарувањето расте и затоа власта сакала избори, а опозицијата не сака. Како бе? Како? Едноставно, колку повеќе растат цените, толку повеќе паѓа рейтингот на Груевски. На кого, на кого? Односно на Мицкоски. Се сети. Легенди ште си, бе, Жерновски. Односно на нив двајца, затоа што заедно работат. Односно, сакупи се човече, бурлескно станува. Анкетите кои што во последно време се лиферуваат од страна на ВМРО, страна на Мицкоски. Истото го правеше и Орбан. Се сеќавате непосредно пред изборите, се најавуваше убедлива победа, сигурна победа, па знаеме како заврши Орбан. Тоа се случува исто и кај нас. Исто и кај нашиот северен сосед. Дај бе, извадете еднаш ваша анкета. Ако лажат ова ВМРО-вци, бе, нон-стоп, вие извадите ваша мајко му стара. Еј, луѓе, до кога бе со овие финтици? Ако не се точни бројките, сериозно, извадете ваши анкети и чао. Или уште подобро, ако не се точни, па вие барајте избори, не бегајте, барајте избори и победете. Нели е тоа најдобрата анкета? Не? Зошто бе не? Кога нема резултати, постојат лажни бројки, постојат лажни анкети. Кога нема резултати, барајте избори, а не изговори за бројките на анкетите. Ако се лажни, докажете. Побарајте избори. Спасете ја Македонија, ослободете ја Алфа телевизија, спасете не сите и од мигрантите и од ужасот кој го гледате. Граѓаните одамна гледаат двајца Мицкоски, тоа неколку пати сме го зборували. Човек, вие со еден не може да се справите, не па двајца да беа. Едниот е оној што ветуваше дека ќе го врати името, дека ќе го поништи Преспанскиот договор, а потоа кога дојде на власт, токму тој Преспански договор го нарече ремек дело на дипломатијата. Едниот Мицкоски оној во опозицијата кој што беше против НАТО, сега го имаме другиот Мицкоски кој што за жал е премиер и кој што нас секаде се фали дека сме полноправни членки на НАТО. Едниот водеше отворена антиевропска кампања во опозиција, овој вториот сега на европските лидери им ветува реформи, им ветува резултати. Уствари, знаеш дека си во право? Навистина постојат двајца Мицкоски. Едниот кој го опишувате вие и другиот кој го гледа народот. И во битката меѓу двајцата победува овој вториот. Добар концепт. Случајно го призна, ама добар е. Жерновски легендиште. Браво! Завршам и со тоа. Уште еднаш како јасна порека. СДСМ нема да биде алиби за овие воднени избори, а причините се сосема јасни. Воднени избори се организираат затоа што имаме нула буџет и затоа што имаме нула резултати на оваа власт.
Благодарам. На вистина јасна порака. Нема пари, нема резултати, лажни се анкетите, се е црно и хаос, рој скакулци трчаат по земјата, мигранти ви трчаат во домовите, ама СДСМ не бара избори. На паметниот му е доволно. Одиме на разговорот во студио вечерва со професорот Огнен Вангелов, експерт за македонско-бугарските прашања и како директен учесник во историската комисија и како политиколог кој одлично го познава вториот протокол и францускиот предлог во целина. Треба да ги доразчистиме работите на оваа тема. Затоа, останете со нас. Започнуваме веднаш. Вечерното шоу продолжува со разговорот во студиото. Овој разговор го должам од минатата недела, го најавив и сум многу среќен што денес се остварува, бидејќи во студиото за прв пат го имам професорот Огнен Вангелов, политиколог, предава на Американ колеж во Скопје. Добро вечер, добре дојде. Добро вечер, добро најдов. Поздрав до вашите гледачи. И минатата недела признав дека е моја вина што не успеав да те донесам да си дел од форумот на гости заедно со госпоѓа Лилјана Поповска, Бранко Геровски тука во студиото, но ете, така требало да биде. Вечерва ќе имаме, мислам, и малце повеќе време. Мало недоразбирање, но еве тука сме. Секој е лошо за добро. Последниот период се реактуализираше некако темата за значењето на вториот протокол во контекст на она јавна дебата дали ќе има или ќе нема дополнителни барања од Бугарија во однос на нашиот пристапен процес кон Европската Унија. И сакам вечерва да ги објасниме еве и на академски и на полуакадемски. Да, ќе пробаме малку поедноставно за публиката да разбере, бидејќи темата е замрсена, има повеќе слоеви и ако пробаме да објаснуваме академски, нема ништо да разјасниме. Така што да почнеме од таму дали има дополнителни барања. Имено, бидејќи тоа е трикот, главниот трик во суштина. И дали имаме барања за отпочнување на преговорите само или односно дали какви барања би имале ние во текот на преговорите, а поврзано со тој сет на документи, тоа се 3 документи: заклучоци на Совет, преговарачка рамка и вториот протокол, кој што беа дел од така наречениот француски предлог на крајот на јуни, почетокот на јули 2022 година. Да не давам дополнителен контекст, успат ќе влегувам со дигресии. Значи да разјасниме прво, според мене нема тука дополнителни барања во онаа смисла во која се пренесува во јавноста дека кога ќе се сменат уставните измени, кога ќе се направат уставните измени, Бугарија ќе има дополнителни барања. Ќе рече ајде сега нешто ново да ставиме на маса, така? Туку тие барања се веќе вградени преку вториот протокол, тие постојат, тие се дефинирани во точка 2 и 3 од вториот протокол и вградени во преговарачката рамка. Мојот став е дека се вградени во преговарачката рамка, ќе објаснам и како и зошто постои тука спор во толкувањата меѓу мојот став и други толкувања кои велат дека тоа не е дел од преговарачката рамка. Добро. Јас ќе објаснам мојот став зошто мислам дека е дел од преговарачката рамка. И затоа тие барања кои се веќе вградени преку протоколот во нашиот пристапен процес во Европската Унија не се нови, не се дополнителни, туку се веќе вклопени во тој пакет од 2022 година. Тоа го спомна вчера и премиерот Мицкоски во една изјава, можеби не си ја проследил, токму тоа дека од 2022 тоа се барањата, можеби причините поради кои што нели прашањето зошто сега зборуваме за ова, еден од одговорите е што во дадениот период прво беше вжештена многу атмосферата, не дека немаше луѓе кои што ја објаснуваа поврзаноста на сетот документи, од друга страна тогашниот министер за надворешни Бујар Османи на табла црташе дека нема шанса, нема Бугарија механизам како да се повика на вториот протокол, на кој што Бугарија инсистираше и неговиот хомолог од Бугарија, Теодора Генчовска, го нарече највредниот дел од францускиот предлог. Но во сета таа
ука-бука, убаво не се разглобија сите можни сценарија, односно импликации кои што произлегуваат од поврзаноста на документите. Така е и освен тоа, документот, овој втор протокол, пред да биде усвоен, не беше познат ниту за јавноста, ниту за парламентот. Македонската. Да. Таму се дискутирал на комисија. Имаше известување од медиумите, мислам дека Дојче Веле објави ексцерпти од вториот протокол пред усвојувањето, подпирајќи се на изворите од Бугарија, од бугарските медиуми. И веќе ние знаевме што практично би содржал тој втор протокол, но самиот документ не беше видлив за јавноста, но имаше индикации дека токму тоа ќе биде. Да, тоа е целосен пакет, така наречениот француски предлог, односно она што бугарската страна го нарекува европски компромис. И ова треба да биде прилично јасно зошто бугарската страна го нарекува европски компромис, бидејќи таа смета дека ова е сега услов на Европската унија кон Македонија, а не е билатерален спор. Значи, кога станува збор за пристапниот процес од бугарската страна, ова се нарекува прашање што Европа го наметнува, вклучително и вториот протокол. Меѓутоа, кога треба да се дискутира со Европа за овие прашања, тие повторно се враќаат дека ова е билатерална работа. Разбирате? Сега, тој целосен пакет од 22 година е, како што кажавте, заклучоци на советот, преговарачката рамка, каде што е вметнат овој втор протокол, и заедно со договорот за добрососедство, Копенхагенски критериуми, стабилизација, асоциација, сите овие претходни документи кои ја даваат нашата историја на односите со Европска унија, што се рамката, тоа е параграф 5 од преговарачката рамка, што ја врамуваат нашата поставеност и процес во европска интеграција. Тука влегуваат, освен тие документи и договорите за добрососедство со Грција и со Бугарија, меѓутоа, освен општото споменување на договорите за добрососедство, бидејќи нели добрососедство е легитимен критериум при зачленувањето, се бараат добрососедски односи и така натаму, меѓутоа тие се општо споменување на договорите, иако критериумот добрососедство не мора да споменува конкретни договори, но еве да речеме во нашиот случај се споменати и договорите. Сега, договорот од 2017 со Бугарија е проширен со ставка, вклучително и годишните прегледи и мерки кои произлегуваат од член 12 на договорот за добрососедство. Значи се потенцира член на тој договор внатре во параграф 5 од преговарачката рамка кои произведуваат некакви мерки, а тие мерки се двата протокола. По тој член 12 од договорот од 2017 не постои никаков друг документ, освен протоколите. Збрката настана кај нас кога на почетокот, ако се сеќавате, имаше не од македонска страна за тој француски предлог и за неколку дена тоа не стана да. За 2-3 дена, да. Така е. Ние немаме документација, увид што точно пишувало, но моја претпоставка е дека таму пишувало договорот од 2017 година заедно со неговите протоколи, онака како што го нарекува Бугарија. Тоа веројатно е сменето со прегледи и мерки во согласно со член 12. Не поврат по шија, народски кажам. Што значи истото, меѓутоа наместо да се споменува документот протокол, се референцира кон членот што ги произведува протоколите. Според мене тоа е само преформулација на една сосема иста ситуација. Тука не гледам никаква квалитативна разлика во промена. И според бугарската страна исто тие тврдеа дека нема нова преговара, не постои втор француски предлог, бидејќи тие во парламентот еднаш гласа за оној првиот што ние го одбивме и после не влегува во повторно гласање. Логиката ме наведува на тоа дека тие сигурно би интервенирале ако таму нешто се променило, особено суштински што не им одговара. Да, од позиција на, нели, асиметрична позиција, од позиција на моќ. И тука мислам дека е јасно, според мене, немам никаква дилема дека тоа е дел од преговарачката рамка и дека тој ќе произведува понатамошни обврски за Македонија кои ќе се отворат откако ќе почнат преговорите.
Значи се ни е нацртано буквално, така професоре? Се е нацртано, но е направено на таков начин што не е видливо на прв поглед. И вие, ако разговарате со некој од Европската Унија, што не е детално запознат со овој предмет, нема да му биде сосем јасно што фактички значи тоа. Значи, тоа треба да се распакува прво, меѓутоа, кога ќе дојде време, некој тоа ќе го распакува и ќе објасни зошто тоа е токму таму, во параграф 5 од преговарачката рамка. Веројатно и интересот на оној кој ги објаснува нештата детерминирал колку ние ќе знаеме за истите, односно тргнувајќи од тоа дека протоколот бил криен, беше криен во дека пратениците во парламентот гласа без да го имаат погледнато, чинам, нели тие заклучоци? Да, има изјави од пратеници од тогаш, тоа не е никаква тајна, самите велат дека не им биле познати сите аспекти на тој протокол, може би имале некакви информации, меѓутоа самиот документ во целина го немаше за нашата јавност и тој документ треба да се гледа во целина. Ќе го погледнеме сега. За да се разбере како точно функционира. Ако се гледа наративот на министерот Османи тогаш беше дека не е дел од преговарачката рамка. И тоа е точно. Бидејќи преговарачката рамка е во незе го нема наведено протоколот, но е дел од сетот документи што се усвоени во францускиот предлог. Не, во самата преговарачка рамка го има во параграф 5, каде што се наведени... Кај што се повикува на... Да. Добро, но сакам да кажам, историската комисија, пардон, не протоколот, но историската комисија дека не е директно вметната, бидејќи нели, нашиот проблем е... Не е вметната во преговарачката рамка, но кога таа се повикува на документ каде што е поврзан се разгледува работата на годишните извештаи, договорот за добрососедство. Комисија и видете, таа фама или да речам фамозен протокол, веројатно ви објасниле гостите претходната недела, тоа се работи за записник на меѓувладина комисија на министерствата за надворешни работи на двете држави, што се задолжени да го надгледуваат спроведувањето на договорот од 2017 година. Така. И тие се среќаваат, потребно е да речеме еднаш годишно, како што наведува договорот, да се среќаваат и да разгледуваат дали има проблеми во спроведувањето на договорот. Освен тие два записника или како што ги нарекуваат протоколи, протокол е на бугарски јазик, меѓутоа во англиската верзија се користи тој термин, па затоа го користиме за да нема конфузија околу тоа за кој документ се работи. Да. Се работи за записник и такви се произведени два само. Трет нема. Од 2022 се поменати 4 требало еднаш годишно да има. Години, значи требало досега да има уште 3-4 такви записници. Меѓутоа ние сме заглавени кај тој втор записник кој за бугарската страна станува клучен документ во нашиот пристапен процес во Европската Унија. И тука се наведени, ќе кажам сега малку да употребам еден академски термин, тука се сите субстантивни барања на Бугарија внатре во точка 2 и точка 3 од тој записник. Точка 1 се однесува на вистински билатерални односи во многу сфери, од економија до туризам. Може да го гледа, паралелно ќе го пуштиме на сајтот на Македонското министерство за надворешни работи, веќе го нема, не знам од кога, но постои на сајтот на Бугарското министерство за надворешни работи и потпишан на 17 јули 2022 година, има колку мислам 30 на страни, еве ги потписите на Бујар Османи и Теодора Генчовска, од име на, тоест ги објаснувавме, ево го точка 2 на дневниот ред, да. Нели? Прием на, односно усвојување на годишните извештаи за работата на Комисијата за историски прашања, нели, народски кажам. Патем од која што ние мешовитата комисија, официјално отиве, да. Има мешовита комисија за историски образовни прашања. Популарно наречена историска комисија, меѓутоа не се работи само. Подосна би позборувало и за тоа, ти беше дел од таа комисија до малте неодамна, така? Па да, од 20-та до 24-та, токму пред ветото влего во таа комисија, октомври 20-та до октомври 24. Да не скокаме сега, подосна би сакал да позборуваме и за тоа. Значи, во овој протокол, односно во овој
записник се реферира на годишните извештаи за работата на Комисијата за заедничка историја. Така. Да. Понатаму се наведуваат разни активности кои што се, нели, се технички работи, какви средби се одржале, каква е соработката на разни полиња, енергетика. Тоа е точка број 1. Да. И тука нема некои големи и спорни прашања. Кога зборуваме за овој записник, односно протокол, пред се мислиме на точка 2 и 3, што се однесува на прашањата од историја, идентитет, говор на омраза и други ставки што Бугарија смета дека Македонија треба да ги исполни пред да стане членка на Европската унија. Еве, може и да ги прокоментирам на брзина, диагонално, да ги видат луѓето. Еве, втората точка од дневниот ред, од вториот протокол, кој што е дел од францускиот предлог. И таму стои дека владите на Македонија и Бугарија ги прифаќаат извештаите на експертската комисија за историски и образовни прашања за периодот од 2019-2022 година со следните забелешки. И стои, имале 13 заседав, 13 средби, седници, да ја охрабруваат комисијата да ја активира дејноста и да постигне јасни резултати во соодветно на член 8 алинеја 2 од договорот од 2017, односно договорот за добрососедство. Ја повторуваат својата поддршка за комисијата и се ангажираат да создадат благопријатни услови за незината работа, да ја поттикнат да работи на симултано од бугарски преведувам, затоа се кршам вака, за зголемување на ефективноста, конкретни резултати и така натака. Во рок од 2 години да ги вклучат сите веќе договорени резултати од работата на комисијата, се мисли на оние 5 препораки за Самуил, Климент, Наум, Кирил и Методи. Во рок не подолго од 2 години, нели, да се испечатат и учебниците и така натака. Значи ова се тука има конкретни рокови. Ова е од 22 година. Така. Значи до 24-та требало овие работи да се исполнат. Значи тоа доцни, очигледно нема такви движења. Сега самото тоа што не може да е причина за вето, така? Може да биде, апсолутно. Да кажат, не ги немате испечатено учебниците со препораките, ќе ве блокираме, така? Третата точка, еве овдека, еве ќе уште по Третата точка се проширува и на други прашања. Така е, као говор на омраза. Да. Имам за се, како да кажам, рехабилитација на жртвите на комунистичкиот. За сите овие теми имам забелешки во однос на тоа колку се проблематични. Добро, сакаш ли да одиме тема по тема вака да ги искоментираме? Да, Океј, одлично. Ајде да влеземе во протоколот и после ќе си продолжиме со анализата на неговото значење во процесот и така натака. Например, говор на омраза. Како ќе го дефинираме говорот на омраза, имајќи предвид дека, например, јас овде во емисии сум го пуштал, не знам ли го знаеш, на фамозно интервју, последното можеби на Ванчо Михајлов, оди еден бугарски новинар, во Рим го интервјура на 90 и кусур години, кај што зборува за македонски говеда и така натака. И пример, јас тоа го проследувам со неблагопријатен коментар, подносно на неговиот коментар код нас. И бев неколку пати даден на Комисија за спречување и заштита од дискриминација, од една невладина овде која што штанцаше такви пријави, веројатно постоеше некоја тактика, предпоставувам само, да се наталожат такви случаи, што после ќе е кейс за Бугарија, која ќе каже ние ги браниме човековите права, има говор на омраза кон бугарите во Македонија и затоа треба да се направи тоа и тоа. Како еден прост пример. Точно тоа. Значи, проблемот со говорот на омраза, како што е, да речеме, третиран во вториот протокол и генерално од страна на Бугарија, што избегнува каква била меѓународно релевантна дефиниција за говор на омраза. Постои дефиниција на Обединените нации, постои дефиниција на Совет на Европа и таа дефиниција е таква за да направи точна разлика меѓу говор на омраза и слобода на говор.
Не може тие две категории да се мешаат. Овде нема, не се повикува на никаква дефиниција, според мене тоа е еден крупен проблем, бидејќи не треба да се негира говор на омраза ако постои. Например, во она форма во која се дефинира дека е омаловажување или навредување на лица, припадници на етнички заедници на ваков или онаков начин, кога има јасни критериуми за тоа што значи омаловажување, навредување, ксенофобија, расизам и така натаму. Тоа е легитимно. Меѓутоа не се работи овде за само таков говор на омраза, туку тоа што за Бугарија може да биде говор на омраза и како таа го толкува говорот на омраза. Например, ако вие кажете дека во Втората светска војна имало фашистичка окупација или дека бугарската окупација била или дека Македонија била под бугарска окупација во Втората светска војна, што е дел од нашиот наратив историски за тој период, тоа може да се толкува низ призма на говор на омраза, бидејќи се прикажуваат бугарите во светло на фашизмот, при тоа се прави генерализација и така натаму, и сега тука не се може да се направи разлика. Ако вие кажете бугарите се фашисти, генерално, тука може да има елементи на говор на омраза. Но ако кажете во Втората светска војна, бугарските фашистички окупатори, тоа е историски факт, не е говор на омраза, нели? А Бугарија не го третира тоа како историски факт. Точно така, дури имаше обити тука дома да се релативизира тоа со зборување за некаква администрација. Уште поважно, оние плочи што се брусеа, споменици од Втората светска војна, спомен плочи, да речеме, тука беше убиен тој и тој од бугарскиот фашистички окупатор, така натаму, тие бараат да се тргнат, бидејќи според нив тоа продуцира говор на омраза. Значи ги врзуваат тие две работи со говор на омраза и сега вие кога го имате тоа во самиот протокол, утре кога ќе треба да се да речеме, ние преговараме за членство во Европската унија, ги напредуваме во преговорите, стигнуваме до самиот крај и или пак некаде во текот на преговорите Бугарија во однос на слобода на човекови права, малцински права и така натаму, ќе каже дека постои таа антибугарска идеологија, како они што ја нарекуваат. Може само за споредба? Да. Едно прашање, дали мразиш германци? Да, истото прашање. Нели? Турци? Во учебници ние учиме, нели? Знаеме против кого се бореле Гоце Делчев. Официјално дека е убиен од турскиот аскер или како се вика тоа се, османлиско присуство, што го да е. Јас за робство сум учел, па не мрзам турци. Да, имаше Турција забелешки за тие врамувања. Но чуј, во Охрид сум растел со пријатели турци, ден денес ми се прекрасни пријатели, многу си ги сакам и тоа што сум го читал во учебникот не ме натерало да мразам некого. А имено навивав за Михаел Шумахер, а не го мразев бидејќи биле германските, нели, Третиот рајх окупирало. Од друга страна, една дигресија само, може ли мала нијанса само околу учебниците. И ова е веќе анализирано во голема мера од Совет на Европа, од УНЕСКО, има дискусии во поглед на историските учебници низ Европа. Не се бара ревизија историска, туку едно читање да се види дали можеби некои формулации не предизвикуваат одреден тип генерализации кон популација, што може да биде, да имплицира некаков, не мора да е говор на омраза, но нешто што поттикнува нетрпение. Добро. И тоа е легитимно прашање за секоја земја, за сите учебници, дали може би имаме нешто во нашиот историски наратив што представува некоја заедница или народ на начин што не го раздвојува тоа од самиот историски контекст. Океј. Да. И тоа е легитимно прашање, меѓутоа не станува овде збор за таков тип проблематика во учебниците. Овде станува збор за обид за ретуширање на историја. Туку станува збор за тоа дека говорот на омраза е толку широк и недефиниран што Бугарија може да го толкува на таков начин, а веќе го толкува, и тоа го знаеме од незините документи издадени во 2019 година, кои ја формулираат незината политика околу пристапниот процес на Македонија. Тоа е рамковната позиција од 2019 и декларацијата истата година, каде што се повторуваат
јасни тези и потоа сето тоа беше дистрибуирано во Европска унија преку меморандум, објаснувачки меморандум се нарекуваше. Тој документ е исчезнат, практично не може да се најде на ниту еден сајт. Но нели е тој говор на омраза, објаснувачкиот меморандум? На некој начин, дека македонците се коминтерновска творба, Апсолутно, дека пред 2 август 44 не постоеле македонци, македонски јазик. Тоа може да се третира како говор на омраза со тоа што се негира постоење на цел еден народ и негова класификација како производ на некаква антибугарска идеологија. Дериват на претходен идентитет кој бил трансформиран поради антибугарска идеологија на југословенскиот тоталитаризам. Така е формулирано точно со тие зборови. Според мене тоа е исто јасен говор на омраза кој е содржан во бугарски документи на експлицитен начин. Ние тоа прашање не го покренуваме официјално, барем не гледам дека тоа прашање се покренува на истиот начин на кој Бугарија го третира говорот на омраза. Дури тука има повеќе елементи на говор на омраза, директен говор на омраза, отколку што може да се најде кај нас на историски споменици, каде што се тврди дека во Втората светска војна... Согласен. Која е нашата моќ во една асиметрична позиција да реагираме ако би виделе, ве молам дајте лаптоп, нешто вакво? Всички знаем шегата. Какво остава, когато изкъпиш един македонец? Мръсна вода и чист българин. Майтапа на страна. Ще се опитам максимално правдоподобно да пресъздам фактите за Македония. Окей. Не ме интересира да слушам повеќе искрено што максимално ја, но шегата на овој духовит човек е што добиваш ако искапиш македонец, гнасна вода и чист бугарин. И сега, ова е на YouTube канал, ова не е на нивна телевизија кажано, но на нивни телевизии биле кажани доста интересни работи за македонците, особено во, например, не знам, шоуто на Слави или во кај нив дури прайм тајм на релевантни канали, типа Euronews, бугарскиот и така натака, добиваат луѓе кои што во Македонија се далеко од меинстримот, по својот поглед кон светот и животот, да употребам еден еуфемизам. Што може ние за ова да направиме суштински реално? Ке се побудиме, ке кажеме, во соседна Бугарија се раскажува виц, нели? Тие се буднат за 2 червени, окей, легитимно, треба да се буднат, нели? Зошто да не? Имаат виц дека ако искапиш македонец, имало гнасна вода и чист бугарин. И што ќе значи тоа за нас во... Да, и зависи од каде извира тој говор на омраза, ако е, да речеме, по социјални медиуми, вакви неформални канали. И за тоа треба, и за тоа мислам дека се бараат механизми како да се обесхрабри таквиот говор на омраза, што е легитимно. Меѓутоа, ограничувањето на слобода на говорот во Европа генерално престанува кога се појавува говор на омраза. Меѓутоа, за да знаеме што е говор на омраза, мора да има дефиниција. Сега има разлика кога тој извира од неформални канали и кога извира од самата држава. Тежината на тој говор на омраза не е ист во зависност од каде извира. Така што елементите на бугарската приказна за македонскиот идентитет кои извираат од официјални документи, според мене содржат говор на омраза, дури во онаа потесна дефиниција, бидејќи вие доведувате еден цел идентитет под дефиниција на антибугарска идеологија и при што таков идентитет нема легитимитет да постои. Тоа е импликацијата на тоа тврдење. И да се договориме, тука моќта на тоа да дефинира што е, бидејќи нема дефиниција, како што кажат и на почетокот на овој дел, ќе дефинира што е говор на омраза, оној што е посилен во случајов, нели? Да. Ние не можеме да им ставиме вето, тие може да им стават вето и наш проблем е што овој договор влегол сме го изгласале со тие заклучоци во собрание, во тој сет на документи поврзан со договорот за добрососедство, односно со заедничката историја и така натака, кој што ќе биде оценуван во врска со нашиот прием кон Европската унија. Ние тоа не може на Бугарија да го направиме. Тоа е апсолутно асиметрично, бидејќи Бугарија е членка очигледно на Европската унија и ние, на пример, ако сакаме да протестираме против говор на омраза, бидејќи протоколот формално се повикува двете држави ќе го направат тоа и тоа. Меѓутоа,
тука има само една страна која е надгледувана во процес на нејзината интеграција. Тоа сме ние. Тоа сме ние. Ние, ако реагираме против говорот на омраза во Бугарија, тоа останува на ниво на реакција, останува на бугарска добра волја, дали тоа ќе го Како и оние спроведе. 5-16 пресуди од Судот за човекови права во Страсбург за македонските И здруженија. нема тука механизам кој може да и наложи на Софија да се придржува до договореното од договорот 2017 година, меѓутоа дури до овие ставки во вториот протокол, така што кога ќе каже некој тука двете држави се рамноправни, формално да, меѓутоа асиметријата е многу јасна и ставките кои се наведени во точка 2 и точка 3, иако се споменуваат двете држави, практично се однесуваат на Македонија, бидејќи таа треба да докаже на Бугарија дека направила доволно за Бугарија да даде согласност при пристапните преговори да продолжат и конечно Бугарија мора на крај да го ратификува членството на своето собрание. Да и докажеме на Европа, бидејќи тоа е сега европски компромис. Да. Не сакам воопшто политика да вметнувам тесно партиски, само како анализирајќи улогата на политиката во сето ова, бидејќи има, посебно во Македонија, каде што имаме две различни гледишта на овие нешта. И денешната опозиција, тогаш на власт, што ги изгласа, подпиша овие документи, денес јавно убедува дека ние имаме разговори со Европа, а не со Бугарија. Односно, малтене како да се фалат со она со што бугарите се фалат, што веројатно било дел од нивната тактика, да немаат билатерален, него да имаат уште 26 држави, заедно со нив да кажат сега сите ние ќе оценуваме, сите ние ќе анализираме како малата Македонија ќе се движи во овој процес. Ова за говорот на омраза е дел од трета точка, став 1, или как пасус 1, кои што се мерки кои треба да бидат преземени пред меѓувладината конференција за приклучување на фазата на отворање на преговорите и така натака, бидејќи има и по таа... Така е, тоа е посебен куриозитет, единствена ситуација со македонскиот случај, каде што почетокот на преговорите се дели на две. И сте ги почнали и не сте ги почнали. Да, декоративно, демек, политички гест. Бидејќи некои тврдат дека почнати се преговорите одамна уште од авиончето, од 18-та, 19-та имаше. Имаме рехабилитација на жртвите кои биле репресирани во комунистичкиот период. Јас неколку пати јавно сум изложил тука што сметам дека е нивната тактика и идеја. Тоа е во означување на тогашните Косудба, Озна, на антидржавни елементи, например Ченто бил антидржавен, Петре Пирузе бил антидржавен, Панко Брашнаров бил антидржавен, зборувам за Асновци, зборувам за великани на втората светска, на народно-ослободителната војна, од друга и секој кој што во тој систем, особено по информбирото, нели кога Бугарија е со СССР, секој кој што за македонците може да зборуваме, кој што не го заборавил сонот за обединување на сите делови на Македонија, бидејќи тоа бил мотивот на нашите кога се бореле во Народно-ослободителната војна и тука и во егејскиот дел на Македонија. Секој еден кој што ќе спомнел такво нешто, како антидржавен елемент, можел да биде означен и како соработник на бугарската комунистичка партија, на албанската комунистичка партија, на грчката и така натаму. И претпоставувам дека во тие досиеа ќе ги наоѓаат оние луѓе кои што биле политички означени како потенцијално соработници со Бугарија или некои пробугари или не знам бугари што се осекели, ќе кажат видете комунистите како е тоа на крвавиото коледе убија 10.000 луѓе на Скопското кале, некои такви ступидни тези. И тие тези се, да речеме, кај нив официализирани. Не само тоа, туку во објаснувачкиот меморандум ми се чини имаше и конкретни бројки, јас треба тие да го видам документот уште еднаш за попрецизно цитирање, но тезата е дека околу 100.000 луѓе по Втората светска војна биле прогонувани во Македонија поради своето бугарско самосознание. И тоа е врзано заедно со отворање на архивите, што е исто така една чудна конструкција, бидејќи архивите кај нас се отворени за индивидуални барања одамна уште. Тие очекуваат дека кога ќе се отворат архивите, ќе излезат некакви вистини кои биле долго криени, мислам, тоа е практично една теорија на заговор,
која не е одржлива на ниеден начин. Но ајде да речеме се отвореат архивите масовно и не има некаква комисија која прегледува документи. Прво, колку што ми е мене познато, јас не се занимавам со архивска работа и не ми е тоа мене специјализација, но од колегите што имам слушано е дека такви документи евентуално можеби има во Белград, во нашите архиви нема некои конкретни документи околу, па посебно не околу таква бројка од 100.000 луѓе. Мислам, тоа е апсолутно небулоза која нема никакви основи. И сега таму се вели дека архивите треба да бидат отворени и сега тоа прашање може да стане понатаму исто така пречка, бидејќи Бугарија сегогаш ке тврди дека архивите не се доволно дека се крие нешто. Или дека нешто се крие, дека Македонија не ги исполнува очекувањата на кои се согласила во таа третата точка од вториот протокол и тука може да се заглави со години и години и при тоа да нема трета страна која ќе треба да каже дека така е. Ова не е воопшто релевантно. Околу говорот на омраза. Може да продолжиме понатаму. Сега одам во оној дел по првата меѓувладина што ние треба да направиме. Повторно во сегментот во што се зборува за говорот на омраза. Двете страни да гарантираат дека државното финансирање на нови книги, документарни изданија и списанија, филмови и друга уметничка продукција, споменици на културата и чествувања ќе се остваруваат во духот на договорот за пријателство, добрососедство и соработка. И секој субјект финансиран од државата ќе потврдува во изрично обврзувачка изјава дека ќе го следи со неопходното внимание прашањето за недозволување на сите форми на говор на омраза, а непочитувањето на тоа задолжение ќе представува основа за сопирање на средствата. Да, сопирање на средствата. Повторно симултано преведувам. Односно, се што државата ќе финансира на полето на културата или ќе кофинансира, мора да го пройде филтерот на бугарскиот филтер за тоа што значи говор на омраза, а тоа нели не постои. И еве ќе ви дадам конкретен пример. Ајде. Ако се сеќавате на филмот Трето полувреме. Да, така пред 15 така години. Тогаш Бугарија официјално реагираше дека тоа представува некаков тип омраза кон Бугарија и продуцира нови анимозитети и така натаму. Значи, еве ви пример. Ако се аплицира ова што е наведено во протоколот, во реалноста, тоа ќе значи дека ако тој филм добил државни пари, ако Бугарија процени дека тој продуцира говор на омраза, тој ќе треба да ги врати парите назад и практично со тоа се како да кажам, не се форсира, туку се стимулира само цензура во иднина кај уметноста, кај продукцијата на што и да е, која третира некакви историски прашања, може да се документарци, може што и да замислите. Односно, ако културата, која што е идентитетот се создава преку културата, нели? Се што ќе создаваме во иднина, ако се следи дословно овој протокол кој е дел од францускиот предлог, и ако се процени, односно ако Бугарија процени дека тоа представува проблематичен говор, ајде да речеме дека да не каже ова е говор на омраза, но е проблематично, тука настануваат спорови, има постојано надгледување што се продуцира, што државата финансира и така натаму. Значи тоа е крајно проблематично начинот на кој е дефиниран. Филм за цар Самуил нема да може да снимиме. Или ќе може да снимиме ако го прикажеме како бугарски цар. Ако се прикаже на начин на кој во Бугарија ќе се перципира како антибугарски. Тогаш нема. Няма тогаш може да го третира како прекршување на тие одредби и да не блокира и да бара корекција или да ги поставува тие проблеми. Јас сега не велам дека таа на секој чекор ќе става вето. Доволно е еднаш да ги сублимира сите тие прашања што смета дека Македонија не ги исполнила и да се држи до тоа додека не биде задоволна со исполнувањето. Не велам дека емпириски тоа се докажало, професоре, бидејќи 2017 Заев и Борисов на 1 август кога го потпиша договорот за добрососедство, Заев рече дека ги затворивме сите, можда не дента, но во тој контекст поширок, дека ги затворивме сите отворени прашања со соседите. Но наместо добрососедство, тој договор
за пријателство стана договор за заедничка, читај, бугарска историја и произведе 6 вета. Бидејќи тој договор има само еден член што се однесува на историјата и формирањето на таа комисија. Меѓутоа, фокусот на Бугарија е токму на тој член најмногу од се друго, бидејќи тој договор содржи и реални аспекти за проширување на соработката. Лјупчо Ѓорѓевски и Иван Костов го подпишаа тој без историската комисија во 99-та Тоа година. беше декларација за соработка. Но содржината е иста без историската комисија. Веројатно е тука има и некои други проширувања, сега треба да се спореди точно точка од точка, меѓутоа таа декларација од 99-та го произведе произведе формулацијата јазик согласно уставот, да. Јазикот согласно со уставот на едната и на другата страна, тука сме формално равноправни, бугарскиот е јазик согласно со бугарскиот устав, македонскиот, за да се надмине тој јазичен спор кој постои од креативна формулација за независна. Меѓутоа, колку е креативна, толку е и проблематична до ден денес, бидејќи е наследена во документот од 2017 година и сега тоа е основа за понатамошно бугарско третирање на македонскиот јазик како регионална варијанта, како што тие велат, на регионална норма на бугарскиот јазик, на западно-бугарски дијалекти, и таа позиција останува непроменета. Дури и при усвојувањето на тие заклучоци на Советот, преговарачката рамка и протоколот, усвоја и дополнителна декларација дека ништо во целиот пат на Македонија кон Европската Унија, ништо од бугарска страна не може да се толкува како признавање на посебен македонски јазик. Да, конкретно дека терминот, бидејќи овде мора да направиме едно појаснување, вистина е дека во преговарачката рамка влезе македонскиот, дека законодавството ќе биде преведено на македонски јазик. Онаму каде што се зборува за хармонизација на македонското законодавство со европското и дека ќе биде преведено на македонски јазик, тука нема никакви... Во Обединети нации сме со македонски јазик. Меѓутоа, токму тоа ќе го потенцирав, тоа е веќе апсолвирано решение, со Преспа потврдено, со Преспанскиот договор, експлицитно, и тоа е веќе во рамките на Обединети нации, бидејќи тежината на Преспанскиот е многу поголема отколку договорот за добрососедство, кој е билатерален, потврден во Обединети нации, меѓутоа во Преспанскиот овие термини македонски јазик и народ и така натаму влегуваат во документ кој е донесен под покровителство на Обединети нации и по резолуција на Обединети нации за нашиот прием од 93-та. Значи, тој има поголема тежина. Сега, што сака Бугарија да каже со тоа, дека тој термин за неа не значи признавање на македонскиот јазик. Бидејќи е влезен во преговарачката рамка и бидејќи понатаму ќе се споменува македонскиот јазик и во преговорите и во документацијата на Европска унија, Бугарија сака да каже дека тој термин ќе го толкува на свој начин, дека тука се работи за регионална норма на бугарскиот јазик. И остава резерва понатаму да, иако се издвојува останатите 26 во Европската унија, тоа прашање понатаму да биде проблематизирано, да. Проблем и спор меѓу Македонија и Бугарија, или пак самото членство, моментот кога Македонија ќе треба да се зачлени во Европската унија, тоа прашање повторно да биде издигнато на степен на спор. Го остава тој простор. Значи, проблемот со овој втор протокол е што не затвора прашања, туку отвора нови прашања кои се нерешливи практично, бидејќи ниедно идентитетско прашање не може на правен начин да се разреши, на начинот на кој Софија очекува тоа да биде разрешено. И не сум сигурен дека очекува да биде разрешено. Јас мислам дека сакат да не влеземе во Европската унија. Но не, јас мислам дека барем моето искуство е такво и бивајќи член на таа комисија, 4 години имав директен контакт и искуство во таа комисија. Мислам дека постои верување дека можно е Македонија да ги спроведе сите овие работи, само треба да биде, како да кажам, треба да се освестат македонците едноставно дека тоа е патот, дека како што вели Радев, македонизмот е рецидив на комунизмот, на антибугарска идеологија од комунизмот, тоа е рецидив кој треба да се отстрани
за Македонија да стане европска на начин на кој Бугарија гледа. Како е можно возрастни луѓе да веруваат во такви приказни? Мислам дека има една струја, да речам, доминантна, уште од 90-тите, бидејќи не треба да заборавиме дека Бугарија беше првата земја што ја призна независноста на Македонија. На територијата. Постоje очекувања кај бугарската политичка и интелектуална елита. Дека ние во несвест ќе паднеме и ќе одиме во преградките на... Дека, бидејќи тие веруваат длабоко, се убедени дека македонскиот идентитет е инженеринг на комунизмот и е преобратен бугарски идентитет, дека во моментот кога ние ќе излеземе од Југославија, едноставно ќе почнеме да се будиме од тој сон на македонизмот, како што вели Бугарија, и дека со текот на времето ќе си ги разбереме вистинските корени и ќе се вратиме во сознанието дека ние сме практично по потекло бугари и дека треба да бидеме две држави со истиот народ. И тоа не е нешто што е маргинално во Бугарија, туку е доминантно. Да. Ме разбирате? Да. Доминантно е во смисла дека постои такво уверување кај интелектуалната елита, дека треба само уште ова да се направи. Ако се смени ова во учебникот и ако се учи вака историјата, луѓето ќе почнат да ги разбираат, и бидејќи идентитетот е граден врз основа на антибугарска идеологија, кога таа антибугарска идеологија ќе се отстрани... ние не сме свесни фактички како го живееле нивниот живот, нашите соседи, роднини, нели, огромен... Реални познавања во однос на тоа какво е македонското општество има многу малку или никакво познавање. И плюс она подвоеност во комунистичкиот период, различни фази на развој на Југославија и на Бугарија. Бугарија која што бара да стане членка на СССР, острав дека Пиринска може да влезе во Југославија. Постои една таква теза дека токму неколку пати Бајтошо се обраќа односно и на седници на Политбирото на Комунистичката партија се зборува за формално барање Бугарија да стане членка на Советот на СССР. И тие политики на дефиниција на прашањето на бугарската политика кон Македонија се дефинирани во 60-тите години, токму во тој период. Меѓутоа произлегуваат уште од 48. Кога македонци нема и не може да има, тоа е ставот на од 63-та, мислам, на некој тие меѓутоа пленуми. коренот е многу подлабок. 1871 Славејков пишува за овие неразбраниве македонци кои што ни велат 1871 кои што велат дека ние бугарите сме татари, а тие биле на Александар и на Филип потомци. Ова е запишано. Сега тоа се реактуализира на еден друг начин, но да не одиме далеку, зборувам за официјалната политика како што денес е формулирана. Произлегува од документи уште од 48 година и тоа мора да се знае кога ќе се прегледуваат тезите, како Бугарија ги формулира своите тези по како да кажам, расцепот меѓу Тито и Сталин, кога Југославија оди по своја насока, се разидува со Советскиот сојуз, тука настанува веќе и се поттикнува и онаа струја во Бугарската комунистичка партија која е антимакедонска уште од самиот почеток. И издаваат една брошура во 48 година каде што зборуваат за македонскиот јазик, бидејќи токму тогаш е кодифициран неколку години претходно, како е тоа производ на српска антибугарска стратегија да се раздвојат бугарите од Македонија од бугарите во Бугарија, како што вели, со тоа што македонскиот јазик се издвојува од бугарскиот на вештачки начин, со србизирање, па Блаже Конецки агент на Белград. Тоа стои во таа книжка од 48 година. Потоа се доразвива тоа во иста таква, слична таква книжка од 78 година, издадена од Бугарската академија на науките, каде што се дефинираат 5 различни норми на бугарскиот јазик, од кои една од тие норми е македонската норма. И тука има други во овие земји каде што има бугарско население и така натаму, Украина и, не знам, Романија. Но, дефиницијата за тоа дека македонскиот јазик е регионална норма произлегува од документ од 78. Значи, тука има еден континуитет.
таа идеологија се засилува во времето на Живков, се продуцираат документи преку Бугарската академија и други институти и се утврдува нивната научна вистина, која се изучува кај нив како официјална доктрина. Например, во студии за лингвистика и така натаму, имаат различен атлас за дијалектите на Бугарија, во која вклучуваат и Македонија. Ние имаме различен дијалектен атлас кој е меѓународно прифатен. Меѓу другото, каде што македонските дијалекти се мапираат на начин бидејќи Мазинг и не знам другиве истражувачи на и тука сме диаметрално различни. Не биле платени од Тито. Да. И тука имаме диаметрално различни погледи кои веројатно ќе останат различни. Бугарија очекува тие погледи да се нивелираат. Не е проблем да останат различни, професоре, проблем е што тие сакаат да ги наметнат нивните врз нашите со помош на уцена и ете како што ти кажуваш, некој таму стварно мисли дека тоа нас ни испран мозокот, дека ние не си ги знаеме бабите и дедовците, односно дека 45-та се како на некој филм од Спилберг, некоја магија се случила и одеднаш сите сме биле испрани 2 милиони мозоци тука и сме се разбудиле како други луѓе. Мислам дека е тоа доминантната. Што е со тоа треба научници да се занимаваат, но иако има луѓе мора да се признае дека има и разумни луѓе, да. Интелектуалци кои не се согласуваат со тоа. И да не губам време, на пример, во однос на окупацијата има форум на историчари во една емисија на Бугарскиот национален канал, кој што цитираат едноставно, не може да не цитираш дека според сите документи се работи за окупација, освен според воената пропаганда, која што е обединување на Бугарија од Охрид до Черно море. Иначе, вика, во сите документи на германско и на бугарско, германските и бугарските архиви се работи за окупација на самите нивни документи тоа го наведуваат и тука и меѓународни исто така што половина час имаме до крај, летна веќе скоро еден час, бидејќи навистина темата е интересна за обсервација и за коментирање, но малце само по динамиката ќе ја забрзам. Да довршиме со протоколот, со неговата содржина, за после да објасниме зашто е важен. Во делот за историја, сега во на втора подточка на точка 3, таму, еве, на крај стои двете држави ја охрабруваат и поддржуваат комисијата за историски прашања да ја заврши работата за сите периоди од заедничката историја, која ги поврзува двете држави и двата народи, нивните народи, не двата народи. Којато сврзава двете држави и народите им, така е. Да. Двете држави и народите во државите. Видете, дури на секој збор се внимава тука да не се признае дека се работи за два народа. Добра поента. А во врска со член 8 алинеја 2 од договорот, со цел целосно имплементирање на тие нејзини препораки во образовните програми до членството на Македонија во Европската Унија. По конкретен рок и по конкретна политичка насока на нешто што нели требаше да е работа на научниците, не постои. Сега ќе ви кажам, тука настана деновиве малку конфузија, да речеме, има тврдења дека ова представува само охрабрување, дека не представува никаква обврска што Македонија треба да исполни до членството. Јас тоа не го читам така и мислам дека самиот документ не дозволува така да се читам. Би било убаво да може така да го читаме, меѓутоа Бугарија тоа не го чита така. Таа се прашува конечно дали смета дека тоа што го пишува тука ќе биде исполнето. Сега која е разликата? Вели се охрабруваат, меѓутоа се повикува истовремено на член 8 став 2 во истата реченица од договорот. При тоа, тој член 8 став 2 воопшто не содржи никакви рокови и тоа е една крупна разлика во протоколот и на самиот договор на кој се повикува од 2017-та. Таа работа не е дефинирана во договорот. Таму само вели дека ќе се формира комисија толку и толку месеци од склучување на договорот и дека таа комисија ќе ги решава прашањата од заедничката историја. Бараше гаранции за спроведување на договорот за добрососедство. Тие гаранции се викаат втор протокол. Така. Тоа е документот што Радев го... Ако ги погледнеме изјавите од 2002, мислам дека меѓутоа гаранции што подразбира дека ќе се спроведе, дека ќе се динамизира и спроведе. Фактички со вториот протокол си ги направија шините
Како точно да нема мрдање ни милиметар, никаква отстапка да нема од оно што го... Меѓутоа прошируваат елементи што не постојат во договорот. Се разбира, пример промена на устав не беше во договорот за Освен тоа и сите овие ставки на ни говор на омраза, точка 2 и точка 3 како се третира историската комисија, нема ништо такво во самиот договор. Иако договорот може би имплицитно, тој член 8 став 2 очекува дека овие проблеми ќе се разрешат во одредена иднина, не дава рамка, бидејќи вакви комисии меѓу земји, ова не е ништо ново меѓу Македонија и Бугарија, има меѓу Полска и Германија, има меѓу Германија и Франција, бидејќи секоја држава гледа на историјата на одреден начин, гради свој национален историски наратив кој често е во конфликт со наративот на соседна земја. Ова не е ништо различно од тоа што се случува, апсолутно се случувало во Европа меѓу многу земји. Не сме ние исклучок тука. Бугарија и Србија моментално имаат сосема различно толкување за Прва и Втора светска војна. Може да речеме Србија да биде исто предмет на блокада, која ќе дојде времето. Но нема договор меѓу нив да ги регулираат тие прашања по тој начин. Но секоја земја има одреден Иначе Бугарија и Грција имаат различни гледишта. Имаат сите, имаат Словачка и Унгарија имаат драстично различен поглед на историјата, а Словачка била во рамки на Унгарија и на Австро-Унгарското царство, значи таа држава денешна Словачка била територија во рамки на државна структура. Тоа е веќе заедничка историја што е многу посилно поврзано отколку нашата со бугарската историја. Ние сме били окупирани ни в 4 години, ние имаме елементи 100 години, секупно во 1000 години. Има елементи на некои заеднички процеси така натаму. 80 до 100 години во тие 1300. Меѓутоа не е тоа, да речеме, тој тип заедничка историја во која двете територии функционираат во заедничка државна рамка, освен во пошироката рамка на Отоманското царство, на Османлиското царство. Меѓутоа тука освен Македонија и Бугарија влегуваат Грција, Србија, Романија и така натаму. Таа рамката на заедничка историја со сите овие држави од речиси 500 години постои. Меѓутоа таа не е ексклузивна меѓу Македонија и Бугарија. Она што е ексклузивно меѓу Македонија и Бугарија треба да се дискутира и да се види дали може некои од тие спорни толкувања да се разрешат, меѓутоа договорот од 2017 година не дава таква рамка. Сосем легитимно е комисијата да не се договори. Додека јас бев член на таа комисија, напредок практично немаше за тие 4 години, ни едно прашање не се реши дефинитивно од учебниците од 7 оделение. Оние препораки што се имплементира биле решени во претходниот период. Така што легитимно е да не се договори. Легитимно не стои во договорот дека мора да се договори. Но од друга страна добивавме вето врз основ на немање напредок. Ветото од 2020 година беше изричито поради немање доволен напредок во историската комисија. Конкретно за Гоце Делчев мислам беше. Тоа е декември 2020 година. После меморандумот. Да, од 2019-та, веќе е донесена одлука практично од 2019-та, бидејќи ако ги гледате тие документи, таму има такви неверојатни тврдења дека Македонија мора да признае дека нејзиниот јазик е дериват на бугарскиот јазик, инаку нема да може да влезе во Европска унија. Така натаму да не ги секој може да ги прегледа, тие уште стојат на сајтовите на бугарските институции, секој може да ги види. Не се скриени, иако имаше тврдење кај нас дека со францускиот предлог тие документи стануваат невалидни. Тоа Бугарија никогаш не го потврдила и си стојат тие документи како формални позиции усвоени од бугарските институции. Го заокруживме ли протоколот горе долу вака од прилика? Мислам дека суштината што внатре има објаснивме. Да, така, што има друго внатре... нешто да ни како замерка да не имаш. Сега ќе кажеме што значи, но што има внатре објаснивме. Мислам контролен механизам од посилниот за ако сака да прави што сака тука има отворено поле на оценување до самото членство и доколку во Бугарија се смени политичката клима и да речеме дојде гарнитура која ќе рече ова е сосем бесмислено, да го малтретираме соседот на ваков начин и ова е нешто што апсолутно не спаѓа во домен на никакви европски стандарди, апсолутно не спаѓа во домен на никакви европски стандарди и на овој начин не може да се гради добрососедство, туку се промовира нетрпение и омраза. Јавното мнение во Македонија, што е сега
многу повеќе негативно насочено кон Бугарија од кога било претходно во историјата, е резултат токму нова. Така е. Доколку има разум од другата страна, овие работи треба да бидат тргани настрана и да се види начин на кој може да се гради некаква доверба, бидејќи има комплетна недоверба. Или може да не остават на мира, ние да ги оставиме на мира и среќно да живееме по можност во Европска унија. Има и начини за зближување. Има. Не треба за историја да зборуваме. Има начини за добри односи, треба да се градат добри односи, не треба да се градат непријателски односи, јасно. Апсолутно. Меѓутоа, добри односи на ваква основа се неможни. Неможни се. Така е. И, со уцена, со условување, со асиметрија и со директна условување на нашата благосостојба во иднината, нели, поврзана со сета благодет што ја носи тој трансформативен пат кон Европската унија, а поврзана со прашање од, навистина, од 10-тиот, 13-тиот век, 16-тиот, 19-тиот до пред 80 години. Откако видовме што има во договорот, замолувам се уште една изјава на брзина кратка да проследиме. Дајте мој лаптоп. Дајте го на фул за да се види целиот титул. Ова е Теодора Генчовска, подписничка на вториот протокол. Ова господја со Бујар Османи го подпиша. И веднаш по подпишувањето е оваа пресконференција. Она што не се гледа тука од незината десна страна седи Велислава Петрова, тогашна заменичка министерка за надворешни работи на Бугарија, денес министерка за надворешни работи на Бугарија. Еве што вели Теодора Генчовска за овој протокол. Това, което е много важно е, че в протокола, който днеска беше подписан, има вече конкретни срокове. Още повече, че протокола, бидейки част и свързан с преговорната рамка, там също има механизъм, който да проследява неговото изпълнение и този механизъм всъщност ангажира останалите страни членки да следят за това изпълнение. Не е сам по себе си просто двустранен протокол. Това е най-ценното на така нареченото френско предложение. Това е най-ценното на така нареченото френско предложение. Мерси, скъпа Теодора, што би рекол Бујар Османи. Мислам дека појасно од ова не може да биде. Да, јасно е како Бугарија го толкува тоа. Како тој со право на вето го толкува тоа. Како тој што го има правото на вето го толкува тоа, кај нас се толкува поинаку. Нашиот поранешен министер за надворешни работи Бујар Османи смета дека тоа не е дел од надитрил бугарите. И дека нема механизам на следење. Јас не се согласувам со тоа толкување, бидејќи сметам дека институционално, како е тоа вградено, е прилично јасно. Сега тука има еден момент. Ако се сеќавате пред известно време, известувачот Вајц за Македонија побара амандмански да се Европскиот парламент да побара од Советот да се изјасни дали е протоколот дел од преговарачката рамка. Амандманот беше отфрлен. Да, сега. Моje мислење е дека Европска унија нема да даде никакво мислење. Според оние разговори што сум ги имал со одредени луѓе, Европската унија не сака да навлегува во тоа што значи она што е наведено во параграф 5, бидејќи го смета за политичко прашање, не за правно прашање. Правната служба нема да дава никакви правни толкувања, така што толкувањето останува на земјите членки, односно на Бугарија. Ако Бугарија смета дека тоа е дел од преговарачката рамка, тогаш е. Ако не смета, тогаш не е. Ме разбирате? Така што прашањето дали е или не е ни толку битно, меѓутоа формално е вклучен, бидејќи според мене документацијата е сосем јасна, немам дилеми околу тоа како е формулирано сето тоа и како се вклопени тие механизми. Ова што зборува министерката за механизми на следење, практично што значи тоа? Бидејќи во тој параграф 5, каде што се наведуваат условите за членство, меѓу кои е вметнат протоколот. Тој не станува услов за членство, да не мора малку тука прецизни да бидеме, да не биде погрешно протолкувано, не е нов услов за членство. Меѓутоа станува механизам на хоризонтално надгледување. Што значи тоа? На секоја меѓувладина конференција се отвораат поглавја, се водат преговори еднаш годишно
практично има таква меѓувладина конференција која ги сумира резултатите од преговорите. Имате поглаве за ова, дали се исполнети критериумите, Европска комисија препорачува што да се затвори и да се продолжи понатаму. Сега се на кластери. Први се отвораат фундаментите и последни се затвораат, кластерот број 1. По новата методологија на Макрон и односно предложена од Франција. Сега што се случува со тоа хоризонтално надгледување? Кога има меѓувладина конференција, Бугарија како дел од Европската унија во Советот може да покрене прашање на спроведување на обврските што Македонија ги презела со вториот протокол и да изрази незадоволство, несогласување и одбивање на некоја препорака на Европската комисија да се затвори некое поглавје, практично вето. Тоа е тој хоризонтален механизам, бидејќи на секоја меѓувладина конференција ќе може да се покренува тоа прашање. Тоа го потврдува параграфот 48 од преговарачката рамка, како функционира тој механизам за преговори и меѓувладини конференции. Значи, ова што го вели бугарската министерка Генчовска, тие го третираат тоа како хоризонтален механизам, дека во текот на целите преговори тие прашања практично може да бидат од Бугарија покренувани и видливи на самите меѓувладини конференции како додека Македонија преговара. Иако Бугарија смета дека Македонија недоволно исполнува, а веќе го имаме искуството од 2020 година кога стави вето и рече дека Македонија не се придржува до договорот од 2017 година, тоа на секоја меѓувладина конференција може да биде извор на нови блокади. И сега јас не велам дека таа постојано ќе става вето. Може би преговорите ќе течат извесно време, но ќе дојде момент кога ако Македонија не ги исполни тие очекувања, ако комисијата не произведе резултати, ќе биде третирано како недоволен напредок. Комисијата според протоколот мора да произведе резултати, не остава опција за да не произведе резултати. Ме разбирате? Да. И мислам највредниот дел од францускиот предлог е наречен протоколот, не попусто во нивната стратегија очигледно. И тоа може да се толкува тука како тоа е за нивна внатрешна политичка, како да кажам, за да речеме за нивна внатрешна политичка цел да пред својата јавност да докажа дека нешто добиле, кај нас така се толкуваше тоа, меѓутоа не е така. Сметам дека тоа толкување на начин на кој тие го толкуваат има основа, бидејќи постои во документацијата и практично Бугарија се прашува дали е задоволна од споредувањето или не. Ние тука не можеме да имаме влијание. Ние може да влијаеме евентуално одредени земји членки да се противат на толкувањето на Бугарија, меѓутоа тоа повторно ништо не значи. Ако една земја членка не се согласува дека Македонија ги исполнува тие обврски, доволно е процесот да запре. А може да биде освен една и уште две и така натаму кои ќе бидат на бугарска страна. 16 минути до крај. Мислам дека нема потреба да ги пуштам повторно оние изјави на Радев, кај што вели ние не бараме нови услови, само бараме да запре дебугаризацијата на Македонија, да не се уништуваат бугарски споменици. Малте не, тоа го прочитавме наведено точно во вториот протокол. Објаснивме дека е поврзан во сетот, дека може точно ова сега што последно го коментираше професоре, може да предизвика во тоа хоризонтално наблюдување, обсервација, вето. Наједноставно кажано, односно неможност да се затварат некои кластери поради вложено несогласување од страна на Бугарија. Мислам дека ги адресиравме и дилемите околу тоа дали се охрабрува, не се охрабрува, дали има имплицитно или не е кажано дека мора да завршат со работа историчарите или не. Мислам тоа е сето во контекст. Значи, се разбира. Прво што кажува протоколот е изразува незадоволство од досегашната работа на комисијата во 22. Тоа е врамувањето на целиот проблем, дека комисијата не испорачува доволно и дека мора да се најде начин како таа ќе ги затвори сите прашања до членството, бидејќи Бугарија не сака тие прашања да останат незавршени кога Македонија веќе е рамноправна членка. Зошто? Затоа што веќе нема да може да нивото на притисок што сега го има. Тоа е таа е целата рамка зошто се бара и тоа не е охрабрување само колку
да се каже дека може и да не се договорат, бидејќи таков механизам не постои. Ако се мисли дека протоколот тоа го дава само како една опција, а не е некаква обврска за Македонија, ќе имаше некаков механизам во самиот протокол да каже што се случува ако нема согласност. Ова не е списание, илустриран забавник, ова е документ за кој што крваво се бореле и Радев тврди дека ги убедувал година дена. Зашто поверојатно е комисијата да не дојде до резултат ако продолжи на ваков начин и со ваква методологија на работа. Единствено може да дојде до резултат ако ние си ја бугаризираме историјата пред 45 година. Еве, може ли 5 минути пример за искуството од работата во комисијата? Ме интересира еден доктор на науки, политиколог, како се пронајде во тој амбиент. Мислам кај нас имаше еден етнолог, другите 5 беа историчари. Повеќето се историчари. А кај бугарите сите 7 беа историчари од специфичен ков, да не кажам по моje лично мнение и впечаток и според некои документи соработници во политиката претходно некои биле амбасадори, така биле вклучени директно и во политиката. Вака сега само накратко јас добив покана од тогашниот председател бидејќи се испразни место. Литовски кога замина беше тоа? Не, тоа беше претходно, претходно беше еден од членовите, мислам дека замина за Австрија и ме побара, јас тогаш бев свежо вратен од Канада, каде што претходно докторирав и работев, и ме побара мене бидејќи имав неколку написи околу овие прашања тука во Македонија и во странство, и имам мојата специализација во политикологија се меѓу другото и теории на создавање нации, национализам, и тоа е мојата експертиза таму. Сметаше дека посебна емисија ќе направиме за тоа. Сметаше дека ќе бидам корисен во тој дел од работата на комисијата. Прифатив бидејќи многу е лесно да одбиете. Не сметав дека тоа ќе биде продуктивна работа за мене лично и дека тоа е прашање што може да се реши на таков начин. Но постоеше идејата worth a try, така? Ми беше предочено до кој степен, до каде веќе тогаш има некои препораки усвоено, меѓутоа веќе беа прилично заострени односите внатре во комисијата до моментот кога влегов. Јас влегов октомври 2020, а ветото беше декември истата година. И од моментот кога јас влегов до моментот на излегување во 24-та немаше ниту една препорака формално усвоено. Имаше обиди, меѓутоа обидите не можеа да доведат до резултат, бидејќи самата методологија на работење во комисијата е проблематична. На начин што бара разгледување, на пример, ние ги разгледуваме учебниците на Бугарија и даваме препораки што сметаме дека не е коректно во нив. И Бугарија дава своји забелешки што смета дека не е коректно представено во македонските. Се работи за основно образование, до средно не е стигнато. Сега не знам новиот состав до каде и како работи. Исто каде што тука се работи во делови се диаметрално различни гледишта за тој историски период. За да се стигне до согласено гледање, треба некој да направи промена во својот поглед на историјата. Историските комисии не се за историска ревизија. Сите комисии што биле направени досега се евентуално да бараат елементи во учебниците што произведуваат нетрпение. Тоа е целиот европски проект. Како е можна Европска унија при толку различности и различни погледи на минатото? Како е можна помирување меѓу Франција и Германија? Целиот европски проект се базира на еден вид помирување. Меѓутоа, тоа помирување треба да биде на начин што одредени напластени проблеми од минатото ќе бидат соочени и ќе се бара можно нивно разрешување. Но тоа не значи дека треба да има согласност за се. Едноставно не е можна некогаш согласност и тие разлики остануваат. Бидејќи идентитетските концепти на Македонија и Бугарија се антагонистички поставени, односно не може двете приказни да постојат паралелно една до друга во некаква заедница. Не е возможно. Се анихилираат. Повеќето национални наративи при создавањето во 19 век, посебно на државите кои се создадени во 19 век, а тоа се повеќето европски држави, се базираат на некаква антагонистичко гледање со сосед кој претходно абсорбирал дел од таа територија. Словачка го дефинира својот идентитет на
условно речено антиунгарски основи. Тие до ден денес, како што вели Бугарија, на антибугарски идентитетите, за да се формираат, им треба нешто што е спротивно. Значи, тие го ограничуваат својот идентитет и за разлика од тоа што е околу него. Тоа е процес кој да се истакне различноста, да се истакне различноста. Значи, тоа што Бугарија го смета за антибугарски наратив, а малце во екстремно, е сосем нормален процес при создавање на нациите. И сега проектот на Европа е како тие различни погледи на минатото да не произведуваат тензии меѓу соседите, да се гледа во иднината и да се надминат проблемите од минатото. Меѓутоа не со ревизија на тоа како некој гледа на своето потекло. Проектот на Европа малце франкенштајновски димензии зафаќа во... Не, јас би бил тука оптимист ако се усвојат начини на кои тоа го правеле претходните. 7-8 минути до крај. Морам и сакам да прашам за премалку време, знам, но затоа потенцирам колку е останато до крај за да може поекономично. Можни решенија, односно можно решение, освен тоа да Бугарија се согласи, што нема никогаш да го направи самата, да туку така да ја изгуби моќта на вето, односно да се согласи на прием на нови членки без консензус. Еве, постојат повторно реоживување на тие стари филмови во Европа на концентрични кругови, придружни, асоцијативни членки. Постои геополитички контекст со Украина, со Молдавија, со он. Твое гледиште и твој предлог? Прво треба да знаеме дали ќе има проширување вистинско. Ако се смета дека ќе има проширување како што беше последното со Хрватска од 2013 за полноправен статус. Јас мислам дека тоа уште не е расчистено, бидејќи постојано се дискутира во Европската унија за реформи на самите документи пред прием на нови членки. И сега, претходниве неколку дена слушнавме за новиот договор меѓу Франција и Германија, за тоа да се примат нови членки со построги критериуми во смисла да го немаат правото на вето и на одредени други бенефиции, што сегашните членки ги имаат. Тоа е веќе квалитативно различна ситуација. Ако се оди кон тој пат и ако, да речеме, Црна Гора е најнапред моментално во преговорите, Црна Гора влезе како нова членка во следните неколку години со тие нови услови, тоа е веќе сосема друга ситуација. Дали ние треба да одиме во тој пакет? Секако, според мене. Дали, ако условот е уставните измени прво да се усвојат за да можеме да продолжиме во тој правец, сметам дека има начини како тоа да се направи, без при тоа да станеме заложници на овие други уценувања преку вториот протокол. Да чуеме еден. Нашата официјална позиција моментално е дека ние бараме некаков вид гаранции и Бугарија да спроведе делови од пресудите од Страсбург. Мојот поглед е дека гаранции од надвор нема да добиеме или тешко се добиваат, бидејќи нема инструменти како нешто такво може да се гарантира. Разбирам. Или дури да се најдат инструменти, мислам дека се променат гаранциите. Мислам дека се променливи. Само сакам да аргументирам зошто е тоа според мене недоволна рамка, бидејќи ние имавме инструмент за кој е потврден од Обединети нации, времена спогодба од 95-та година со Грција. Грција не го почитуваше и не пушти во НАТО. Која Грција прекрши во 2008 година, во 2010 изгуби на меѓународен суд. Значи тоа е силен документ кој не издржа под притисок на билатерален спор. Некакви гаранции од Советот на Европска унија не мислам дека може да биде посилно такво нешто и при тоа да гарантира. Така што моето решение е внатрешна гаранција да ги направиме тие уставни измени на начин што не се иреверзибилни. Што значи тоа? Дека не треба да бидат трајни. Проблемот кај нас е, кога ќе се промени уставот, тие промени се трајни. Начинот на кој се менува уставот практично прави да не може понатаму никогаш да се променат. И сега моето гледиште е дека ако ние ги направиме тие уставни измени трајно, без да може да се променат евентуално, создава основа овие елементи од вториот протокол потоа да бидат дел од рамка во која бугарите се во преамбулата на уставот и во други елементи на уставот
и при тоа тврдењата на Бугарија за говор на омраза и слични ставки што се во протоколот ќе се тераат преку институционални рамки внатре во македонскиот Нема ли да биде систем. говор на омраза, македонците ги избриша бугарите од уставот? Морам политички да толкувам, бидејќи за политика се работи. Или од друга моето страна, решение не дали да се... стекнати права се одземаат? Под стекнати права мислам на пумпана измислена бројка од 220-50, сега повторно жонглираат. Тоа станува клучен број. Бугари, според нив, според попис 3500, тие викаат не 220.000 и за толку ќе бараат права. Мислам дека е тоа тема за цела една следна емисија. Се согласувам. Но накратко ќе кажам, Бугарија ги негира бројките од пописот од 2021 година. Радев има 3 изјави на таа. Да, и тема. нивното министерство издаде соопштение по самиот попис. Тие сметаат дека како бугари треба да се бројат сите оние што добиле државјанство, бидејќи нели за да се добие државјанство треба да се пополни формулар каде што се изјавува дека имате некакво бугарско потекло или само сознание. Не ја знам точната формулација и врз основа на тие документи кај нив тие сметаат дека толку и толку луѓе од Македонија се бугари. Сега тоа во иднина при внесување на таа категорија во уставот станува централен проблем во толкувањето. Бугарија и понатаму ќе тврди дека бројката од 3500 е нереална. Бидејќи има репресија, говор на поради омраза. говорот на омраза, поради антибугарска идеологија која е вградена во самиот Деновиот два идентитет. случаи судски има, да ги спомнам. Една девојка од Кочани, која што е дел учесник во некоја сообраќајна несреќа, барала се лекува во Бугарија и бил одземен и бугарскиот пасош и македонскиот пасош. Тоа е национална тема во Бугарија. Сега зошто не било дозволено да се лекува во Бугарија? И втор случај овој од Велес, тој еден пис на јазик, како се каже, Драги Каров, бил осуден за, не знам, за некаков хейт спич на интернет, мислам, иако тој тоа го правил и пред камери. И сега и тоа ќе е кейс и, нели, кога се чини дека кога ќе имаат потреба за политичка поента, особено сега, ако има некои движење и тие се притиснати, дека ќе ги активираат петтите колони тука да создаваат наративи како Пендиков, тој имаше еден бекир од Лабуништа и тој, не знам, некој го исчукал и... Да, јас не ги следам толку близко. Јас ги следам, Спаска Митрова, покојна веќе на времето, не знам дали ја памтиш. Тоа беше стар случај, така натаму, секако дека ќе се користат такви... Минута и пол, две до крај, А при тоа не сум слушнал ја дека некој во Бугарија сносил некакви последици против говор на омраза кон македонците. Како, например, дека ако избањаш македонски, има гнасна вода и чист бугарин. Прво, јавно ветување, те молам дека наскоро ќе седнеме повторно, бидејќи уште саат и пол не крпи, а не сакам да скокам, да летам низ теми. И второ, тема за дилема, можеби и за следниот пат, дали барањето за... Сакам, наредниот пат да зборуваме суштински, што значи влезот на барањето за влез на бугарите во преамбулата, во онаа наративна приказна, на која што раскажува кои сме ние во уставот и на уште пар места таму, и дали тоа не е фактички историски интервенционизам и дел од историската рамка во која што се стега ова менгеме околу нас. Да, бидејќи преамбулата не произведува права, тоа е само основата за конституирањето на државата. Дава одреден вид историска подлога за тоа како настанала државата. Сега тука има мали елементи на да речеме амандманот 12 од уставот споменува заедници од преамбулата во совет за односи меѓу заедниците. И негово проширување. Така. Меѓутоа, тоа не е совет што генерира малцински права. Малцинските права во македонскиот устав се генерираат во други. И тоа е, како што реков, широка тема која треба посебно да се дискутира. Сум јавно ветување. На располагање, да. Уживав во разговорот, ми беше чест и задоволство и навистина имаме уште многу што да говориме на овие теми, бидејќи граѓаните заслужуваат да им се објаснат што поподробно за да дојдат што е можно поблиску до вистината и да се изградат ставови како што треба. Благодарам за поканата, ми беше драго ако можев да објаснам некои од овие работи, ако темата, како што гледате, е комплексна и бара многу елементи за разјаснување. Се надевам дека има нешто појасно на нашите граѓани. Благодарам, до следниот пат.
Секој е добро. Фала ви што останавте со нас до самиот крај. Знам дека уживавте. До наредната средба. Гледајте, слушајте, размислувајте, анализирајте, изликувајте сопствени заклучоци. Добра ноќ, Македонија, главата горе.